Оризопроизводителите од регионот ожнеаја уште една лоша година. Амбарите се полнат со вреки, но се поизвестно е дека ниската цена годинава нема да го продаде оризот. Поголеми количини на оризова арпа наместо да се откупат, ќе завршат во домашните амбари и магацини. Откуп нема, значи откупните центри, откупувачите моментално не откупуваат. И тие имат цена напишена од 15 до 18 денара. Што значи производната цена е многу помала, значи поголема него што откупната цена. Ние со оваа цена мислам дека оризо, ако се настави со од 15 до 18 динара, оризо ќе исчезне од кочанските полиња. Годинава жетвата почна со речиси едномесечно доцнење. Причината е во задоцнетата сеидба, која пак беше резултат на ненавременото пуштање на водата низ каналите за наводнување. Ситуацијата касно пуштат, водата не е навремено дават. Сега сме веќе улеме ноември и декември ќе дојде, ние до октомври завршуваме до 11 октомври. Сега уште не може полето не, се до полето не може нато уште. Касне жетвата. Со самото пролонгирање на водата што не пуштат на време и жетвата касне. Значи, кога треба да пуштат вода, они тогава ги спремат каналите. Ние тражиме на 25 април да ни пуштат, од 27, они ни пуштат негде околу 15 до 20 мај. И производството ни паѓа и касне жетвата ни касне. Од водостопанство Брегалница, состојбата ја образлагаат со климатските промени, недостигот на вода во акумулациите, но и обилните врнежи во март и април, поради кои земјоделците не можеа навреме да ги подготват нивите. Изминатите години каналската мрежа се чисти и тоа во просек од 230 до 250 километри, за разлика од претходните години кога се чистеа само 170 километри. Тој податок покажува дали каналската мрежа е исчистена или не. Велат од водостопанство Брегалница. Инаку, поради недостигот на доволни количини вода, годинава површините со ориз беа преполовени. Наместо вообичаените 5000, годинава белото злато се сееше на околу 3200 хектари.